Почитувани мој добар ден, ова е најновото издание на Црвена линија. Со секој излегување од нашата држава, сведоци сме дека хигиената на јавните тоалети во светот е малку поинаква од нашите, ако воопшто и ги има. Со недостатокот на јавни тоалети, граѓаните се ставени во неудобни ситуации, бидејќи не можат да одржат адекватна хигиена, со што се зголемува ризикот од заболувања што се пренесуваат преку контакт. За да се намали овој ризик и да се обезбеди подобра хигиена и здравје за граѓаните, неопходно е да се инвестира во изградба и одржување на доволен број на јавни тоалети. Оно што денес во Црвена линија ве прашуваме, според вас, зошто нема доволно јавни тоалети? А и во тие што ги има, хигиената е на многу ниско ниво. Дали ни недостига култура според вас, домашно воспитување или градските власти воопшто не име грижа за овој проблем? Секако ќе поставиме и стандардно прашање на анкета, се разбира доколку не следите на Инстаграм, ако не следите, заследете не веднаш и одговорете на ова прашање. Што најмногу ве нервира во јавните тоалети? Под А нема тоалет или пак под Б тој пред вас не пуштил вода. Имате овие две опции за одговор. Секако за ова прашање ќе дискутираме и со гледачите кои што верувам како и секогаш ќе ги имаме во голем број. Така да не е лошо и да ни откриете генерално во земјава каква е состојбата со постоење пред се на јавни тоалети, во каква состојба се, како се одржуваат во другите места, со оглед на тоа што секако вие ќе бидете оние кои што ќе ја предочат сликата онаква реална каква што е. Меѓу другото ќе ве потсетам дека за темата можете да дискутирате и на социјалните медиуми. Facebook Црвена линија е нашиот профил. Заследете не, секако на X, поранешен Твитер, и таму е постирана темата, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги постираме нашите теми. Значи, ќе читаме и коментари, и твитови, а она што е најважно, со нетрпение очекуваме да ве слушнеме вас на 02307-0005. И секако напомена, она што останува технички златно правило за секое издание на Црвена линија се подразбира да се намали целосно тонот на телевизорот по вклучувањето во програма, меѓу другото и да не се користи спикерфон или интерфон, бидејќи тогаш ќе опадне квалитетот на звукот, ќе имате чувство дека не сте во програма, дека некој друг наместо вас зборува или пак воопшто нема да се слушнеме. Ете, тоа е она што треба да се запази од технички аспект, а секако ако сте подготвени вие, како што велам постојано јас, подготвени сме и ние да ги слушнеме вашите одговори. Значи, денес во Црвена линија прашуваме, според вас дали има и доколку нема, зошто нема доволно јавни тоалети, а во тие што ги има, хигиената зошто е според вас на многу ниско ниво, на што се должи тоа и дали сушност според вас ни недостига култура, домашно воспитување или можеби воопшто градските власти не име грижа за овој проблем. Добар ден. Здраво. Голем поздрав, одамна не сме се слушнале. Па вака би кажал ја. Значи, кога доаѓаше господја градоначалничка, прв молет ми беше со 10 руки ке гласам за неја, ако почне да поставува барем од тие тој форови што се тоалети, значи за човек да може да си заврши работа, да сред град заглавил некаде и нема кај да заврши работа. Значи... Еве, вие како граѓани дали сте користеле јавен тоалет? Како не па, како не сум ја супермен, нешто материјал кој може да издржи... Па поголем дел од граѓаните најчесто користат тоалети кои што се во рамки на кафетерии и ресторани. Па тоа е пинтата да им се направи бизнис, кога ги влезеш у некоја кафетерија, ресторан, таму треба да се опршиш, да платиш некоја пијачка 150-200 денари, наместо да дадеш речеме 20-30 денари. Така, бидејќи користите јавен тоалет, во каква состојба моментално се јавните тоалети во главниот град? Па нема ги, многу се ретки, трговски центар ке начекаш и тоа, ама не друго, ги укина и јавните чесми води нешто течеа низ градот.
Така Иде и да мени купиш пластика, достигна нека шише да екологија да расипуеш. Значи со тоа што ќе земеш пластично шише, ти фактички ја загадуваш планетата. Време нема за 90 секунди толку. Поздрав. Поздрав, доволно секако и во 90 секунди. Еве што дадовте одговори на тоа какво е вашето согледување во однос на постоењето на јавните тоалети. Ова се разбира не важи само за главниот град, она што не интересира каква е состојбата со постоење на јавни тоалети, нивната состојба, во каква состојба се и во другите градови, односно од таму од каде што ни се јавувате. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Значи, да ти кажам најискрено, јас во парк еден период од животот од кога останав без работа, ностоп се шетав. Имаше еден јавен тоалет кој постоеше еден период, после го затворија Тина, уназад 10 години, колку што памтам, тој стои затворен. Дури имаше на телевизија снимаше, ја излажа и ми рекоа дека привремено е затворено, не привремено, туку за стално. Овие од паркови или не знам од каде си чуваат тука цвеќиња или не знам што. Толку сум разочарана да одиш За у парк која и да немаш... локација, за кој јавен тоалет? За градски парк. А, во градски Значи, парк. и што правевме ние, одевме во Тениско, а таму во Тениско беше стварно, тоа зборам пред короната, таму беше стварно хигиената на високо ниво, ама и тоа не беше во ред па таму да одиме кај што овие играат тенис, кај што им го зафаќаме просторот, нели така е. Сега да ти кажам, исто така, ја не знам многу јавни дека има. Вистина, што викаш ти, моравме да седнеме некаде, па физиолошка потреба, нели имаш потреба да одиш, моравме да седнеме негде, пример ќе кажам, маж ми да пие кафе и тоа кафе можда не кошташе многу, ма сега многу кошта. Така да нема кај да одиш, едино ти останува да одиш во моловите. Тука е хигиената на многу високо ниво, инаку во ГТЦ сум многу разочарана, не дај Боже да ти се оди, никој да не отиде таму, толку е на такво ниво, таква зараза, таква реа се шири, страшно нешто. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, драго ми е за тоа. Па и ве, дали сте корисник на јавните тоалети, дали ги имаме доволно во градот или? Значи, јавни тоалети скоро во сите градови во Македонија недостацуваат. Јас моментално се јавам од Охрид, исто и во Охрид. Еве во Охрид како е со оглед на тоа што ви имате голема посетеност од туристи? Да. Јавни тоалети многу малку ги има и тие што се, хигиената е на многу ниско ниво. Сега, тоа има повеќе фактори зашто е така. Комуналните предпријатија што треба да ги одржуваат, не ги одржуваат, а исто така и културата, така и граѓаните на многу ниско ниво. Така да и тие се двете причини што јавните тоалети се во таква лоша состојба. Певе, има градоначалници амбициозни скоро во сите градови и ова може да послужи како еден апел до нив да се запрашаат за ова прашање, затоа што тоа е физиолошка потреба кој што секој човек ја извршува во текот на денот. Еве Охрид е, како да кажем, центар на туризмот во групи, поголеми групи туристи, нели го разгледуваат градот, имаат своји физиолошки потреби, како тоа се санира? Па мислам дека сега има еден или два јавни тоалети кои што се овие поставуваат монтажни што се како баракчиња. Тоа е добро. И мислам, ама тие се многу малку. Многу малку. Благодарам многу за вашето вклучување и еве преку вас што ние доловивте сликата што се однесува до состојбата со постоење, користење, а и состојба на јавни тоалети во Охрид. Инаку ќе потсетиме она што денес како не толку како изненадување за Скопјани, но секако и за поздрав е тоа што млад уметник со скулптура потсети дека Скопје нема јавни тоалети. Сушност ова и герила акција во градскиот парк. Можеме и да покажеме како изгледа таа скулптура која што ја има поставено овој млад уметник. Дали ќе може да покажеме?
најверојатно нешто подоцна, добро, како и да е, целта на поставување на оваа скулптура е што младиот уметник Озбек Ајваз во утринските часови во градскиот парк и фонтаната Лотосов цвет имаше уште една од повеќето предвидени герили акции. Овој пат тој преку скулптура визуелно ја представи бактеријата Ешерихија коли. Ова е наслов, значи, еве можете да го видите насловот, а меѓу другото и фотографијата како изгледа. Ке можеме ли да покажеме? Најверојатно сега за сега не. Како и да е, во време трајање на црвена линија, секако ке покажеме што всушност не потикна да дискутираме за оваа тема, која што навистина години наназад е тема за која што се зборува, дури голем дел од туристичките работници напоменуваат дека особено работата со голем број на групи туристи, најголем проблем и забелешка особено немањето, односно недостигот на јавни тоалети. Како и да е, продолжуваме понатаму со вас, драги мои. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Голем поздрав до вас. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Па еве, дали сте корисник пред се на јавните тоалети? Како ја коментирате оваа состојба во главниот град? Апсолутно не. Јас ќе ви кажам прво одговор на првиот дел од прашањето. Па има јавни вецења, па има толку грмушки и толку дупки. Јас ќе ви кажам, ме слушате? Да, ве слушаме, грмушки, дупки, дали тоа треба така да биде? Аеродром, нека ми извинат, Бореонски центар, испред мојата зграда има толкава дупка, нечија приватна собственост, што се користи за јавно веце. Ме сваќате ли? Дали е пријавено еве од... Ма пријавено е, ама била приватна собственост и не можеле да го изравнат, разбирате? И практично има функција на септичка јама, по ова што не кажува. Па, дојдете да видите таму кај Лиза, кај базарот, ќе видите што е. Благодарам. Добро, благодарам многу за јавувањето. Еве сега можеме да ви покажеме како изгледа скулптурата која што еве беше поставена во раните утрински часови пред фонтаната Лотос и еве која бактерија е ова. Значи не само што испраќа порака оваа скулптура да се реши проблемот со состојбата, а и постоењето и бројноста на јавните тоалети, туку и ситуацијата која што станува алармантна, бидејќи кога овој проблем не е решен во еден град кој што треба да биде метропола, тогаш хигиената автоматски е на многу ниско ниво, а со тоа и граѓаните се изложени на бактерии, односно зарази, се она што следува кога всушност измет се разбира и урина има насекаде низ градот. Како и да е тоа во другите метрополи, нешто подоцна секако ќе ви покажеме како изгледа тоа во светот, како изгледаат јавните тоалети, но да преминеме на вас, пред се црвена линија фокусирана на вашите јавувања, бидејќи вие сте оние кои што ќе ја доловите и реалната слика за местото од каде што се јавувате. Добар ден. Ало, добар. Тина, дали сум јас? Да, Баба Роска ли е тоа? Да, Баба Роска е тоа. Па како сте ми, драга Баба Роска? Одамна не сме се слушнали. Многу фино, еве одмаран, има обавеже од Савале, сега одмаран и си вртам кај вас. Убаво. Па еве, Баба Роска, бидејќи вие навистина имате и години, и познавате Скопје наназад низ годините, дали од секогаш била ваква состојбата со јавните тоалети во главниот град? Па да ти кажам, па Бога ми била. Тоалети нема, затоа што немаме добра власт. Си ги помнат джеповите и не прават тоалети понаблиску. Ја под железничка станица, уште на работа кога иде, и отидов. Ама што да видам таму? Нечисто, гадно, тоа е нешто страшно. А тука не е па само и државата крива, тука и културата на нас, народот. Иде таму, вода не пуште, на страна иде, тоа е страшно безобразно.
Ние сме со културата многу назадни. Јас целе Бугарија за све окривувам и многу посиромашка е од нас. Ама едно ќе пофалам таму. Сум била. 2 пути сум била в Бугарија. Абе нема плюнка, не смееш на улица да плюкнеш. Благодарам многу, баба Роска, и што се вклучите во Црвена линија. Се направи една паралела, па секако доколку сте биле сведок, како е во останатите метрополи, се разбира во останатиот дел од светот, на што сте биле сведок во однос на постоењето и состојбата со јавните тоалети, и секако, еве, кој ќе биде вашиот одговор и во однос на тоа дали ни недостига нам култура, домашно воспитување, или пак градските власти недоволно или воопшто не обрнуваат внимание на овој проблем. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав, морам прво да го пофалам Ѓорче. Добро. Ѓорче и граѓаните. Ние имаме и во пазарот тоалет, имаме и во паркот. 2-3 пати сум... Значи, за сега хигиената морам да ја пофалам. Не знам кој е одговорен. И трета варијанта, ние многу имам забележено, ако нема каде, во амбулантата одат. Ако слушате градоначалникот, може уште 2 тоалети јавни да направи. Негде кај старата општина и на крајот на излезот за Ѓорче. А за Скопје, еден куп градоначалници се сменија. И никој, стварта им беше кој појќе пари да дрпне. Јас се сеќам во времето кога одевме на стадион Вардес во долек под мостот, како се викаше Обединените нации, или не ми текно, не, вамо во Влаја Обединените нации. Тоалетот дали воопшто постои, едно време и хигиена имаше две. Сега Скопје сакаме туризам, се фалиме турци, срби, вакви, во најсрца, во центарот кај споменикот, едно јавно тоалетче нема. Зашто? Затоа што многу ајдуци се појавија градоначалници, нивни беше интерес пари да стават во џебот. А затоа ќе еднаш пофалам Ѓорче Петров, ако слуша градоначалникот, може уште на 2 локации. Благодарам многу за вклучувањето. И оно што е интересно, град кој што навистина секогаш на него се укажува кога станува збор за безпрекорност и односно користење на сите услуги во градот, каде што постои ред, дисциплина, но секако и многу високи казни. Повторно, кога зборуваме за хигиена, се навраќаме на она што се нарекува правила во градот Сингапур. Односно, она што е најважно, дека таму навистина постои полиција која што е стрикно наменета да контролира во каква состојба граѓаните, односно корисниците ги оставаат јавните тоалети. Доколку јавниот тоалет не се остави во истата состојба, тоа значи безпрекорно чисто, тогаш секако следуваат исклучително високи парични казни. Инаку интересно дека постои и човек кој што се вика Джек Сим, кој што е, верували или не, оснивач на светската организација и председател на Сдруженијето на сингапурските тоалети. Односно, самата таа организација го има составено овој список на 10 правила како што се, замислете, да се пријави од страна на граѓаните доколку има нешто што е за поправка, односно нешто не функционира. Потоа да им се помогне и на туристите кои што не се дел од овој град, а го посетуваат, каде можат најлесно да пронајдат јавен тоалет, како се правилата за негово користење и секако да се одржува се во безпрекорен ред. Зошто кај нас е невозможно еве да се постави еден ваков ред, да има доволен број на јавни тоалети и не е лошо еве да ни откриете дали вие користите се уште јавен тоалет, во каква состојба ги наоѓате и на што сте сведок, зошто е таква ситуацијата каква што е. Добар ден. Ало, Тино, добар ден пак од мене. Ако може. Значи, јас преска кажав дека во градскиот парк нема тоалет, ама заборавив да кажам дека има огромен јавен тоалет. Значи, тоа е местото кај што беше кермес,
Значи тоа е заградено кобажимски, значи обраснато целиот простор и тоа толку реа се шири, тоа е толку страшно, значи си одат луѓето таму, пошто нели нема тоалет и тука си вршат работа, така да сум крајно разочарана. Ја не знам како тука на градот нему мириса, пошто бараките се одма до кермес, нели. После тоа кај Маршалот, не знам дали знаеш кафаната што беше кај Маршалот, и тука има еден исто има јавен тоалет, многу убав, така обраснат исто во дрвја, се фрла тамо, смрди, труе, значи исто и тоа е за пофалба. Исто кај што беше Аркадија порано, сега не сум поминала, исто и од таму некоја страшна реа се шири. Значи, јас што сум, пошто пешачам доста, сум приметила доста вакви јавни тоалети. Ете до каде стасавме. Уместо да се направат неколку тоалети, да вработат некои луѓе, еве ги овие што чистат, да речеме, по улици, секако некој од нив ќе се најде да за тие пари што им ги даваат по 18-20 илјади и да го одржува тоалетот. Ама овде таква незаинтересираност, јас навистина не можам да разберам, а многу ни се потребни. Така да благодарам уште еднаш што се уклучив, поздрав многу. Голем поздрав, благодарам еве и што откривте на јавноста на што сте сведок, односно на кои во наводници еколокации се претворени во јавни тоалети, што да речеме еве во градови како што е Сингапур, тоа апсолутно незамисливо. Но кај нас е замисливо, па да видиме што ќе ни откриете и понатаму со вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме. За јавни тоалети. Видите, ние пензионерите патуваме, да. Ние пензионерите патуваме крупно, одеме секаде, низ цела Македонија. Да ви кажам дека може ке се насмеете, ама секаде што береме. Еве одем и по болници. Тоа е страшно да влезете во тоалетите во болниците. Има таму чистачки што се платени, а тоа е, не се влегувам натре, нема капаци, нема вода, расипани казанџиња, не може да пуштиш вода. А беве една година, склани беше, тоа во Лозово. Така? Тамо ресторантот што е, свака и час. Немаше тоалет да не е чист, да нема тоалет и за разни бришења, и за се, и чисти, средени, со вода да пушеш, со се, свака и час. Кажете ми лично, кога ќе влезете во јавен тоалет, вас лично што најмногу ве нервира? Тоа што нема тоалет на хартија или пак тој што пред вас бил не пуштил вода? И тоа ме нервира, а и тоа, да ви кажам, и луѓето се безобразни, некултурни. Да ви кажам дека и луѓето, ако има хартија, ќе ја земе. Има и такви случаеви, а има и такви улезат, завршат тоа што треба и не пуштат вода. Или застанам на кјошето, на тоалето, на оде натаму може не е чисто и тука со извинени изврши нужда. И народот е многу некултурен и безобразен. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега низ фотографија нормално ќе ви покажеме дел од тоа како ни светот изгледаат некои од јавните тоалети. Интересно дека и архитектите пред себе гледаат голем предизвик во проектирањето, односно создавањето јавни тоалети кои што навистина долекуваат на 21 век, односно на новата ера. Па ева, ова е само дел од јавните тоалети, дури наликуваат дака кога ќе погледнете, особено ева овој во десниот агол наликува дека е некој луксузен ресторан, но како и да е, ова се јавни тоалети. Оно што е интересно, ова мора да го видите. Секако многу се горди јапонските архитекти, бидејќи успеа, се разбира, дигиталната и технолошкиот развој, дигиталната ера е предизвик. Ова е јавен тоалет во Јапонија. Да, интересно што е се прозирно до моментот додека нели корисникот влегува во јавниот тоалет и тогаш автоматски, ева, како на филм слободно ќе кажам, се затемнуваат стаклата додека има некој кој го користи тоалетот. Значи, ова не се случува во некој научно-фантастичен филм, ниту во некое време кое што е цел еден век понапред од овој во кој што живееме, туку ова е буквално како паралелен универзум. А ние сега уште кубуриме со јавни тоалети. Ајде да видиме каква е состојбата, вие ќе ни откриете. Добар ден. Добар ден, по втор пат.
Ако дозволено? Да, пошто претходно пола го искористи времето, така? Добро, ве слушаме. Значи, она и сериозниот дел, јавните вециња и воопшто вецињата, јас памтам една мисла на еден мој професор на времето што студирал во Виена, такви беа тогаш професорите, и вика, ако сакаш да видиш некој народ каков е, тогаш види му го вецето. Според тоа, такво е нашето ниво, ме сваѓате? И да се направат вецињата, треба некој да ги одржува, нема кој да ги одржува. Ако се направат, тој што ги користи, не ги користи кој што треба, и состојбата ни е, извини, кенефот. А еве вас лично, што најмногу ве нервира во јавни тоалети? Тоа што нема тоалетна хартија или некој што пред вас воопшто и не пуштил вода? А пребатали хартија, па тоа прво самото веце не е изчистено и измиено, сваѓате? Значи, и да е несовесен корисник. Така не е возможно според вас ниту да се влезе во јавниот тоалет. Ама тоа треба еден стално да стои таму и постојано да брише. Ние сме далеко од тоа. Прво нема таква услуга, друго корисниците се за никаде, и сега нема да долговлекувам многу, има еден вид за Јапонија, ама тој за друг пат и не е за на телевизија. Благодарам. Благодарам многу за јавувањето. Има повторно уште една фотографија. Ова е исто јавен тоалет. Можете да видите каквов дизајн. Навистина изгледа како да сте дел од некој ултра луксузен хотел или ресторан, но сепак ова се интериерни решенија во јавни тоалети низ светот. Ајде да видиме зошто кај нас има недостиг според вас на јавни тоалети. Дали гледате дека можеби и клучно е тоа што ни недостига и култура и домашно воспитување, или пак и тоа што според вас можеби градските власти воопшто не име гајле за овој проблем. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, добар ден. Добар ден. Вака. Од каде ни се јавувате? Значи, од Скопје се јавувам. Така. Генерално во Скопје и во цела република состојбата со јавните тоалети е навистина загрежувачка. Не само што ги нема доволно, туку и тие што постојат се апсолутно на едно незавидно ниво, на едно срамно ниво. Недостојно е човек да влези во такви тоалети. Оние кои што се одговорни за тоалетите, за интересот на граѓанинот, затоа што со физиолошката потреба не може да се надмине поинаку, освен ако отиде во тоалет. Меѓутоа, тие мислам дека апсолутно не посветуваат никакво внимание и ги ставаат на последно место во сите програми кои што пред избори или не знам што ги наведуваат. Нив ги нема. Граѓанинот во тој поглед навистина нема никаква услуга од страна на оние кои што треба да бидат одговорни. За разлика од кај нас, онаму каде што сум бил, дали во Европа, дали Америка или било каде во светот, тоалетите се навистина присутни, достоинствени за сите граѓани, да може навистина да ги извршуваат своите физиолошки потреби. Големо... Тоа ниво, ја мислам дека многу... Така, 90 секунди е време трењето, но и како што направија некој од гледачите, можете повторно секако да го завртите нашиот број. Благодарам за учеството. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, кога последен пат сте користеле јавен тоалет во градов? Па види, прво, кога? Не се движам на центарот многу, затоа што така абстинирам. Немам потреба многу, ама одавна. Али проблемот е што вие прво ние ги нема. Еве, речеме, локациите понапред трговски големото го затворија. Под мостот Гоце Делчев затворено. Ваму во парк што е наспроти зоолошката градина исто затворено. Да не речем нема и на друго место веќе немате. Дали ме значи тие 300 локации каде што јас знам дека имало. Се ама и се затворени.
Вината каде ја наоѓам? Вината наоѓам и во градските власти, ама вината ја наоѓам и во граѓаните. Нашата некултура допринесува да едноставно на човека му се смочи да ги одржува тие јавни тоалети. Начинот на користење, начинот на оштетување, така да, како да се каже, мислам дека предначи повеќе некултурата. Не знаеме да го чуваме и тоа што го имаме. И да го направат ден, два, три, четвртиот ден мора нешто да му биде направено. Или некои графити, или чешмите ќе ги украдеме, или да не кажам нешто друго. Посебна работа е тоа што преку тие јавни тоалети или такви работни не знаеме да ги запослиме оние социјални функционери што ги плаќаме, а седат дома, да ти кажам право. Дали може би поважно да има моќна контрола, како што тоа во Сингапур, да речем? Добро, благодарам многу. Ете и тоа може да дискутираме каде го гледате решението, бидејќи и да се постават јавни тоалети. Дали според вас долго може да се одржат во една нова, солидна и сосем задоволителна употреблива состојба, на кој што за жал не сме сведоци. А еве и интересно нешто на Твитер, значи ќе почнеме со твитот на Deleted Account, кој што напишал и во Скопје ќе ставеа, ама немаме јавни тоалети. Еве да ви демонстрираме како изгледа, да, ова верувале или не е јавен тоалет, односно една шолја на која што всушност има ваква функција, тоа да се направи здравствено тестирање преку уринокултура, значи ета имате и таква можност каде што резултатите од оваа уринокултура ќе бидат испратени до корисниците на нивните мобилни телефони преку WeChat. Значи во светот навистина дигитализацијата е во подем и се користи за општото добро, така да еве во Шангај и при користењето на јавниот тоалет дошле на идеја дека може да се провери и општото, односно колективното здравје на граѓаните. Добар ден. Добар ден. Според вас возможно ли е да имаме вакви јавни тоалети како во Шангај, во Скопје? Тина, Шангај е многу далеку од нас. Пред секои избори сите кандидати за градоначалници ветуваат дека ќе го решат проблемот со јавните тоалети. Еден од аспектите е и недостаток на културата. Меѓутоа, сепак, условите за граѓаните да ги користат мора да има изградени тоалети. Сме шетаме по светот, дали е тоа во Сиднеј, во Австралија, дали е тоа Лондон, дали е тоа Шпанија. Сега е тоа решено на еден културен, дискретен начин, кај што и достапен за сите посетители, сите луѓе што доаѓаат во градот. Скопје, за жал, го нема тоа решение. Јас ќе ви кажам само еден обичен прост пример. Качете се на водно секоја сабота недела е преполно луѓе, наши домашни планинари, за среќа млади луѓе, но и странци. На врвот на водно постојат планинарскиот дом и крсот на водно со угостителски објекти, нема тоалет за користење. Странци доаѓаат, прашуваат каде е тоалетот, еве ви шума, еве ви одете на средно водно. И на странците им се посочува шумата. Како реагираат еве странците кога ќе им речете еве повелете овде имаме шума? Се крсат, се чудат и верувајте, на врвот на водно кај планинарскиот дом постои еден изграден тоалет кој што не е во употреба, не се пушта, а има еден кенеф од турско време што се уште е во функција. Мислам, тоа е срамота и за градот и за тие што екзистираат таму, луѓе што владеат. Благодарам бескрајно за вашето вклучување. Еве интересно слушнавме што им се укажува на туристите и странците кои што секако слушнале, особено денес преку социјалните медиуми постојат објави, упатување на тоа дека пожелно е да се посети Македонија, но еве со што се соочуваат, односно и самите граѓани, како што рече гледачот, им велат еве овде имаме шума. Дали според вас една метропола всушност се препознава по јавните тоалети? Добар ден. Ало? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Можем да зборувам? Да, но намалете го тонот на телевизорот. Добро ко така. Ево го намалив. Така, повелете сега.
Намалете го, затоа што нема да ме слушнете. Затоа бараме да се намали тонот. Добро. Еве ќе го вратиме и тајмерот, најверојатно гледачот за прв пат се вклучува во контактна емисија. Да, прво се јавив, затоа имам потреба, затоа се јавив. Така, повелете. Ево, сега ќе го намалам. Ево го вратив. Ево го вратив. Добро, кои се вашите одговори еве на темата? Моите одговори се јавам од Охрид. Добро. Бидејќи на гробните места кај се нема клозети. Нема клозети. Од 1 километар треба да одиш да правиш нужда. Дали е тоа правилно нешто? А плаќаме по 1000 динари за гробарина. Кој одговара за тоа? Затоа. Еве во Охрид, дали туристите каде се упатуваат ако имаат побарување за јавни тоалети? Ни клозет имаат ништо. Ако треба туристите да одат, треба во хотел да одат. Еве во Охрид, дали туристите каде се упатуваат ако имаат побарување за јавни тоалети? Во хотелите, по кавани. Благодарам многу за вклучувањето пред се. Како да еве, колку толку мислам дека добивме слика и од гледачот каде и што всушност се користи како јавен тоалет, а не е јавен тоалет во Охрид. Но и една напомена, еве практично можевте да видите како изгледа ако не го намалите тонот на телевизорот, дека навистина ќе заминат секундите, нема добро да се слушневме, така да ете тоа е прво техничко правило. Еве еден интересен твит, дискусија. Бидејќи проблематиката со јавните тоалети во земјава е години наназад. Јавни тоалети секако се јавните тоалети кои што се од јавен карактер, па може да бидат и во рамки на студентски домови, на факултети и така натаму. Токму поради тоа Блау Ваген го има напишано следното. Прво, треба студентите да имаат домашно воспитување, лично за себе да го чуваат инвентарот и да си водат хигиена. Не дојде никој од надвор да испокрши се живо. Купете си тоалет хартија, како не ве е срам да мачкате со изметот по зидови и врати. Едно време Скопје имаше 10 јавни тоалети кои беа пристојни, ГТЦ, односно Градски трговски центар, паркот Жена Борец, под мостот Гоце Делчев и во парк. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. А зошто нема доволно јавни тоалети? Па тема ви е супер. Добро, еве. Сега јас ќе ве прашам ти на само нешто, сакам во една емисија да ни кажете од каде ни ги носат личните документи, пасоши, кој ни ги штампа. Значи, да направиме таква тема, добро. Тука ќе ја видиме културата и тука ќе ја видиме... Ало, се слушаме? Така, добро. Тука ќе ја видиме и културата на нашите домакини, кога нема чешма јавна, да се напиеш вода, а ти зборуваш за тоалети. Еве сега во Грција дозволија тоалети јавни. Машко и има тоалети. Колку сакаат. Ме разбра сега што сакам да кажам. Добро, еве кај нас... Чешма јавна немаат, а ти зборуваш за тоалети. Да се напиеш вода немаш, а по градските улици, а зборуваме за јавни тоалети. И култура, каква култура? Кој ни ги прави пасошите нам? Еве, друга една емисија, дајте од каде ни доаѓаат пасошите. И со музики да ги пречекуваат. Да ве прашам, што најмногу ме слушате ли? Продадени души, Ама дали ме слушате? Што најмногу ве нервира вас лично во јавните тоалети? Тоа што ќе нема тоалетна хартија или некој што не пуштил вода пред вас? Па нема јавни тоалети, каде се тие јавни тоалети? Кажи ми еден јавен тоалет. Благодарам многу за јавувањето. Секако, еве, и вие искажавте, всушност дадовте насоќа во однос на тоа ќе имаме во предвид што
укажавте да обработиме и како тема, но да се навратиме на темата за која што сега зборуваме. Значи, зошто нема според вас доволно и се уште нема јавни тоалети? Низ дискусијата е според вас дали еден град се препознава каква метропола во однос на постоењето и состојбата со јавните тоалети? И дали според вас ни недостига култура, домашно воспитување или пак градските власти воопшто и не име гајле за овој проблем? Добар ден. Добар ден, овде Охрид. Од Охрид, еве, имавме гледачи пред вас, па што ќе биде вашата слика? Го слушав. Па вака, прво да почнем одма. Значи, тоалетите се огледало на сите градови. Тоалетите се виза дали ќе ни дојдат туристи од надворешните земји, не само од натрешниот туризам. Значи, тоа е огледало. Значи, ќе имаме тоалети, така ќе бидат задоволни. Значи, меѓутоа, ние во Охрид, да речам, среќа што имаме многу хотели, многу ресторани, многу објекти од туристички карактер, така да многу не се приметува дека ги нема, а ги имаме многу малце во градот. Меѓутоа, и тие што ги има, не се одржаваат онака како што треба. Второ, тие што ги користат, не ги користат како што треба правилно. Значи, прават, да не кажам што, и тој тоалет кој ќе влезе по него некој друг, ќе избега што се вика, воопшто дури ќе посака да не го користи тоалетот. И затоа, пошто јас работев на времето во комунално предпријатие во Скопје, во паркови зелениво, градот цел го познавам, знам каде точно имаше тоалети јавни, меѓутоа сега Скопје е за жалење. Нема јавен тоалет скоро никаде. Значи, Славица, или как Слободанка го кажа пред Кермес, под мостот покрај Вадар, пред Стоковна куќа. Во градски трговски центар. Благодарам многу за вашето јавување. Слушнавме уште едно видување каква е состојбата со јавните тоалети во Охрид. Еве и уште еден интересен твит од Ирина Тошева, која што го има напишано следново. Се мисли на Скопје. Целиот центар е голем јавен тоалет. Под кај Жена парк одат локалните пијаници, не се поминува од миризбата, на кај редовно уринираат под мостовите или има измет, предпоставувам ова е преку емотикон објаснето, кај скалите, кај камени мости исто одвратно мириса, сега кружев по други скали, кај Скендербек, дека еден има измет на последната. Како и да е, ета Ирина Тошева на Твитер има впечаток дека целиот центар на главниот град е еден голем јавен тоалет. Зошто постои недостиг од јавни тоалети според вас? Како ја коментирате и дали ја гледате причината и во однос на недостигот на културата кај граѓаните, домашното воспитување или според вас и градските власти воопшто не име гајле за овој проблем? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам јас да се вклучам кон темава, да кажам некој збор. Вакатина. Нашиот град е релативно голем град, да речеме, но ни јавни тоалети има, ни култура има, ни ништо нема. Пред неколку години, пред 20-30 години, ти зборувам, јас која бев средношколка, тогаш подруго беше. Имаше јавен тоалет, да речеме, на железничка станица, или тамо кон центар во некој објект, да речеме. Ќе влезеш, ама имаше и човек што работи во тоалетот, што ќе го зачисти, колку толку ќе ти даде и хартија. Ќе си платиш, тоа не е проблем, али пак на некој начин беше, да кажам, пристојно. Да може луѓе отидат. Дали се уште имаме гледачката на линија? Најверојатно се исклучи, како да е веќе ќе се заблагодарим и секако доколку е во можност повторно нека го заврти нашиот број за нови 90 секунди. Еве Никола што има напишано. Проблемот со јавните тоалети, тие што ги има не се одржува и немањето
канти и култура користење на истите ќе не удира по нос уште посилно како што се зголемува и фреквенцијата на луѓе. Значи, Ирина повторно во ова дискусија на Твитер напишала: ни строг центар има канти, но отворени се горе и често преполни се и претура ѓубрето. А и чавките го вадат кога бараат храна, па и кучиња и ветер го се однесува на ѓубрето и се прави хаос. Но и свеста е премала, нема збор. Јавни тоалети исто мора да има, нека се плаќаат нешто ситно. Според вас, што се должи овој недостиг на јавни тоалети, нивната факт ужасна состојба во која што се наоѓаат? Дали ни недостига според вас култура, домашно воспитување или според вас и градските власти воопшто го немаат овој проблем на ум? Како да ќе слушнеме од вас? Добар ден. Тина, поздрав. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Се што кажавте е јасно и чисто, дека не недостасуват култура и икс други многу работи. Во една куќа, ако сакате да ја видите дали е чиста и дали е домачинска, треба да влезете во тоалетот да го видите. Ако тоалетот не е чист, таа е слика и огледало за таа куќа. То значи куќата на, ајде ќе го зема метропола, нашата метропола Скопје, немало јавни, па нема да има, се е искршено, се е уништено. Јас се чудам градоначалниците сите што се тие, дали знаат дека кој извор на пари е да направат јавни тоалети, да ги одржуваат, да се имат хигиеничари, да има редар, да има наплата, да има и сите тие потреби. Јас себе апелирам до нив, пошто тие не се, мислат дека 10 динари, 20 и 50 динари не се пари, пошто работаат политичарите и сите политичари со суми од 5 милиона, милион, 3 милиона евра, мислат дека и тие се пари. Културата недостасува во Македонија во ниедна општина. Тоа е тачно. Меѓутоа, тој градоначалник кој што ќе го изгради тој јавен тоалет и кој ќе го одржава, кој што ќе има вработени и кој што ќе се наплатуват, ќе има доход и приход. А одржувањето е негова. Културата на секој граѓанин кој што ќе го искрши или пак ќе стори нешто, ќе си плати прекршок. Благодарам многу за вклучувањето, подсетување, само внимавајте на тајмерот. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали е тоа Игор од Битола? Да, јас сум Тина Игор. Дали во Битола има доволен број на јавни тоалети? Каква е нивната реална состојба? Дали користат граѓаните јавни тоалети во Битола? Па да. Има тоалети, има и без пари, има и... Во каква состојба се ве? Како се одржуваат? Во добра состојба се, во добра се состојба. Па јас, шелом да кажам около тема, не знам, дома, јас не можам без да исчез. Да. Еве, кажете ми, Игор, што најмногу ве нервира во јавните тоалети? Што кога ќе влезете нема тоалетна хартија или тој пред вас не пуштил вода? Не ме вреѓа, чисти се тоалетите, само ќе пуштиш вода, ќе се исчистат, чисти се тоалетите, но не ме нервира. Да. Добро. Значи, Битола според вас е за пофалба во однос на состојбата и бројот на јавни тоалети? Па, може и треба да се изгради уште некој, може уште нешто да се изгради, ама има градски тоалет еден, што се плаќа по 20 денари, градски тоалет. Значи, на тој начин се одржува? Да, го одржуваат некои луѓе, некои кои било и под земот. Ги одржуваат некои луѓе и така. Добро. Благодарам многу, Игор, за јавувањето. Поздрав до битолчани што не следат. А она што ќе проследиме во продолжение е реклами. Ајде сега да погледнеме како на Инстаграм одговорија инстаграмџи на нашето анкетно прашање што најмногу ве нервира во јавните тоалети.
Можам слободно да кажам, ова и за прв пат да се случи ваков нерешен резултат. Значи под А опцијата нема тоалет одговориле 50% и под Б тој пред вас не пуштил вода 50%. Значи, еве изедначени резултати, значи и двете ставки, двете опции за одговор исто така подеднакво ги нервира инстаграмџи. За следете на Инстаграм, сега кога учествувате веќе во утрешната анкета, продолжете активно со темава и преку коментари, споделување на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија на X. И оно што е најважно, тука ќе ви речам големо благодарам за учеството во Црвена линија. Арно, ама тука нема да заврши нашата дружба, туку ќе се префрли во еден друг јавен објект. Тоа нема да биде секако јавен тоалет, туку ќе биде најгледаниот квиз Заврти на Телма. Денес, драги мои, некој од вас точно некаде блиску пред пролета може да си освои нов велосипед, може и ќе освои некоја друга голема вредна награда, па забележете ги прашањата. Едвард Мунк, автор на сликата Врисок, бил што, австриец или норвежанец? Инаку, еве имаме и вакво прашање, кој стрип јунак, смешниот македонско-турски речник, го опишува со следните зборови: Шишмиш Ефенди Чирак. Како се вика жителката на Јамајка? И еве уште едно прашање, кој актер ги толкуваше ликовите на Джек Рајан и Хан Соло. Се гледаме за кусо време во Заврти на Телма. Ке врти тркалото.